Општина Велес го започна проектот за грижа на стари лица. Проектот кој досега го спроведуваше Општинската организација на Црвениот крст, од денеска го презема локалната самоуправа, која ангажираше десетина волонтери кои ќе им помагаат на старите лица, кои живеат сами и имаат потешкоти во извршување на секојдневните активности. Со оглед на тоа дека медицинските сестри ќе ги третираат во сегментот на давањето на лекови, потребите, дали имаат некои потреби како декубитуси и така работа, додека непокретните ќе има физиотерапевт кој што ќе ги масира лицата, додека неговите елките ќе се грижат околу средувањето на просторот во самите станови на корисниците. Тоа значи да им се набави ако треба некој материјал да се исчисти, да се седи. Значи ќе ги посетуваат по еден час во текот на денот. На стартот од проектот, градоначалникот Чедиев и тимот од волонтери ја посети 78 годишната Зорка Лукарова, која живее сама во сопствениот стан и има проблеми со видот, што ја пречка за слободно да се движи. Вели дека и досега била задоволна од сервисот кој го нудел Црвениот крст, очекува голема помош и од понатамошното спроведување на проектот. Помогнуе, многу помогнуе, еве идат помош, например, ќе зачистат нешто, ќе идат, ќе купат, ќе спремаат и така да помош е тоа, сепак, иначе сам нема со кого да правиш, да зборуваш и така да ќе заборавиш и да зборуваш, ко нема со кого. Од општината најавуваат дека засега грижа во домашни услови ќе се обезбеди за 27 лица, но предвидено е таа бројка да се зголеми на 60. Во соработка со Центарот за социјална работа, заедно ќе достигнеме до бројот на 60 стари лица кои што ќе бидат посетувани и негувани во домашни услови. Токму така е предвидено да корисниците добиваат помош во еден час, да доаѓаат на 10 корисника една медицинска сестра да оди, значи континуирано ќе оди таа посета секој дневно. Се додека има потреба, проектот ќе трае првите 3 месеца со можност да продолжи и понатаму. Од локалната самоуправа велат дека ќе ги согледаат ефектите по првите 6 месеци од спроведување на проектот. Во недостаток на старечки дом во општината се очекува голем интерес и бенефит од спроведувањето на овој проект. Да се влијае на зголемување на извозот на домашните производи и да се донесат што повеќе странски инвеститори. Ова беа дел од темите на кои министерот за надворешни работи Никола Поповски разговараше со представниците на бизнис секторот од Велес при неговата посета. Посетата меѓу другото е и резултат на намерата да се зајакне соработката помеѓу локалната и централната власт. Она што го истакна е дека од една страна ни е потребна промоција во земји каде што сега не сме присутни, од друга страна дека е неопходно да има некоја критична маса на фирми кои се способни да бидат присутни на тој пазар за да можеме подобро да ги искористиме можностите. Тоа што го кажав е дека од аспект на Министерството за надворешни работи максимално работиме на промоција на оние дестинации каде што во моментов немаме присуство или имаме многу ограничено присуство, сметаме дека може да има зголемен раст. Тоа се разбира дека ќе зависи и од тоа колку истрајни ќе бидат нашите фирми за настап на таквите пазари. Пред средбата со бизнисмените, министерот Поповски разговараше и со градоначалникот Чедиев, кој пак го информираше за досега реализираните проекти во општината. Индустриските зони им стојат на располагање на потенцијалните инвеститори, вели Чедиев. Напомена дека и во иднина општината ќе ги прилагоди условите за инвестирање со цел отворање на индустријски капацитети, но и подобрување на економската состојба. Запознав докаде сме стигнати со индустријската зона Каласлави, значи зона што со години се ветуваше од некои други структури како шведско село, ние почнавме да го реализираме тој проект, знаете и самите, до кој ниво сме стигнати го информираме, потоа со донесувањето на генералниот урбанистички план и пристапувањето кон деталниот план на другата урбанистичка зона Речани 2, како и со нашите визии што ќе правиме со езерото Младост, меѓутоа и со третата зона што сакаме да отпочнеме да работиме, тоа е областа во Мамучево, значи раскрсницата меѓу Мамучево и Штип. Представниците на бизнис секторот изразија задоволство од реализираната средба, пошто очекуваат да се влијае на намалување на проблемите со кои се соочуваат, а за кои му потенцираа на министерот Поповски. Оваа недела Општинската организација на Црвениот крст од Велес ќе одбележува како недела за грижа на старите лица. Планирани се поголем број на активности, помеѓу кои од Црвениот крст се извојуваат работилницата за грижа на стари лица во домашни услови во градски и рурални средини. Тоа е работилница која што ќе се организира на 19
овој месец во Сдруженијето на пензионерите, значи организираме во соработка со нив, меѓутоа на работилницата се поканети представници од трите локални самоуправи, кои ги покрива Црвениот крст, тоа се Велес, Чашка и Градско, и Центарот за социјални работи. На оваа работилница ќе ги разгледаме можностите за понатамошно проширување на бројката на корисници на услугите од овој вид на услуги, како што беше проектот што сега го превзема локалната самоуправа. Проектот за грижа на стари лица кој од оваа недела го превзема општината, од Црвениот крст велат дека има услови да се прошири и со нивна помош да се опфатат и повеќе лица од планираниот број. Има големи изгледи дека во наредниот период во општина Велес ќе продолжиме на оваа активност и покрај тоа што општината ќе работи или ќе издружиме силите заедно со нови дополнителни финансиски средства и од други спонзори, или ако се сложиме можеме да го прошириме па бројот на корисниците, значи и паралелно да се вршат услуги на поголем број корисници, уште нови 30 корисници. Во претходните 2 години Црвениот крст од Велес пружеше услуги на 60 на лица. Од Црвениот крст се надеваат дека доколку се пронајдат спонзори, оваа бројка може да се зголеми за дополнителни 30 лица. Хируршките одделенија во Велешката општа болница започнаа да работат во 2 смени. Пациентите кои имаат потреба од хируршки преглед ќе имаат можност да закажат термин во поподневните часеви. За сега, вели директорот на болницата Атанас Василев, освен хирургија, во 2 смени работат и интерно, инфективно, нервно, детско, така што повеќето од услугите на болницата се подостапни за велешани. Проектот Мој термин веќе 6 месеци е во Република Македонија, многу битен термин, тој постои во цела Европа, односно во западните земји. И тенденцијата е што е можно повеќе пациенти да бидат услужени и во работењето во 2 смени. Значи, нашите амбуланти, специјалистичко-консултативните амбуланти ќе работат во 2 смени, во прва и втора смена, и сите служби ќе имаат специјалисти во прва и во втора смена, така да максимално ги задоволуваат потребите на граѓаните. Наскоро и кожната амбуланта ќе работи во 2 смени. Кожниот лекар кој Велешката болница го прати на специјализација. Наскоро ќе специјализира и ќе биде вратен во болницата, со што амбулантата за кожни болести ќе почне да прегледува пациенти во 2 смени. И во 2014 година ќе продолжи градежната експанзија која започна уште првиот ден по локалните избори. Ова е ставот на владачкото мнозинство по донесувањето на програмата за уредување на градежно земјиште за 2014. Истата, велат од ВМРО ДПМН, предвидува проекти не само во сите делови од градот, туку и во околните населени места. Изградба нов сообраќајен режим и кружен тек во висина од 7 милиони денари. Изградба на инфраструктура во индустријските зони и сателитската населба 5 милиони денари. Изградба на простори за паркирање 3,5 милиони денари. Паралелно со донесување на деталните урбанистички планови и се врши изградба на секој предвиден простор за паркирање за да се надмине проблемот со недостаток на паркинг простори. Продолжуваме со реализацијата на проектот на водоснабдување на Башино село, Речани, Отовица и езеро Младост и негово поврзување со градскиот водоснабдителен систем. Поставување на улично осветлување во Хабитат, индустријските зони Речани 2 и Узус, како и на пешачкиот мост над Битолска пруга, замена на постојните со економични светилки, фекална канализација на езерото Младост, реконструкција на улици и тротоари, се уште еден дел од предвидените активности во рамки на програмата. Од власта велат дека и понатаму останува нејасно зошто нивните политички опоненти не ја поддржаа програмата која предвидува рамномерен развој на општината. За нас, како советничка група, останува нејасно зошто советничката група на СДСМ гласаше против оваа програма за уредување на градежното земјиште. Затоа би сакал отворено да ги запрашаме зошто господа советници од СДСМ и коалицијата гласавте против оваа програма, како и сите останати програми на општината, ја поддржавте единствено програмата за меѓународна соработка. Дали на овој начин, со гласање против програмата, која директно има за цел да се подобри животот на граѓаните, сакате да покажете колку ви е дојдено до граѓаните? Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година предвидува општината да инвестира повеќе од 168 милиони денари во делот на урбаното планирање и комуналните дејности.
Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз продолжува со соопштувањето дека власта ги крати предвидените средства за реализација на проектите и програмите. На денешната пресконференција советниците од опозицијата велат дека резултат за кратењето на средствата е слабото полнење на општинскиот буџет. Нашите проценки се дека е направен пренапрегнат буџет заради тоа што 2013 година беше изборна. И реално сметаме дека и кога се правел, веројатно проекциите не биле дека и целиот ќе се реализира. Тоа се остварува со овие два ребаланси, со кои што се намалува цел милион денари на основниот буџет. Значи на она што значи приходи и расходи од сметката на општината. И затоа апелираме, кога ние прашавме, впрочем, можете да погледнете и во образложенијата на програмите, во материјалите што ги добиваме, за симнување на средства, најчесто образложението што го добиваме званично од општината е поради слабото полнење на буџет. Од СДСМ велат дека на прашањето зошто помалку се полни буџетот, кој тие го доставиле до градоначалникот Чадиев, не добиле конкретен одговор. Велат дека одговорот на градоначалникот е дека не смее да се помисли на тоа дека општина Велес е во лоша финансиска состојба. На конкретно прашање зошто помалку се полни не добиваме одговор заради тоа и тоа. Одговорот секој пат е дека општината секогаш има позитивна сметка, дека секогаш е салдото позитивно, значи не е нула и не е минус и дека никој пат општината нема да биде во долгови. Значи ние не спориме, впрочем и доколку дојде ситуација да се расправа за некаков минус, сигурно ќе биде пожестока расправата зошто се дозволило. Значи ние не спориме дека општината е во минус. Ние спориме за предвидувањата што им биле и ветувања дадени на граѓаните, а од друга страна реализацијата на тие ветувања сега е многу помала заради помало полнење на буџетот со средства. Советниците од СДСМ укажуваат дека речиси на сите програми со двата ребаланса на буџетот се скратени предвидените средства. Тие сметаат дека власта, советувањето, а не реализирањето на проектите ги доведуваат Велешини во заблуда, бидејќи во предвидениот, според нив, нереален буџет за 2013 година нема доволно средства да ги исполнат ветувањата. Евросуперот од 98 октани од ноќеска на полноќ поскапува за половина денар. Цената на Евросуперот 95 и евродизелот останува непромената. Ова е одлуката која денеска донесе регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката, новата цена на Евросуперот 98 ќе изнесува 78,5 денари за литар. Намалување имајќи и екстра лесното масло за домаќинство и тоа за половина денар. Новата цена ќе изнесува 57 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 0,346 денари и ќе се продава по цена од 39,8 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 105,8 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот изнесува 45,6 денари за долар.